А сега дел од пораките на председателските кандидати за време на кампањата. Мораме да си ја земеме судбината во своји раце и да ја направиме земјата повторно горда, порача од Валандово кандидатката за председател на ВМРО-ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова. Таа ја искористи символиката на калинката и зрната за да спореди каква сплотеност треба да имаат граѓаните на државата за најважните прашања. Зошто мислам дека повторно треба да си ја земеме судбината во своите раце? Македонија не е горда, сигурна сум на она што се случува. Ниту некој од нас е горд. Не сум сонувала дека може во 21. век, наместо напред, да не врати некој назад. Не сум сонувала дека некој може да заборави на националните интереси. Не сум сонувала дека некој може да ги заборави жртвите за Македонија. Оти ние не сме ја добиле Македонија на подарок. Затоа треба да ја сочуваме. И затоа јас велам дека, кога ќе го славиме годинава Асном, треба да се подсетиме што се случувало и што мора да се случи со вас. Стево Пендаровски, актуелниот председател во трка за втор мандат и кандидат на СДСМ, вечерва во Велес ја презентираше својата програма во која клучно место зазема ветингот на функционерите и правосудството. Тој обвини дека опозицијата го попречува и го блокира патот кон Европската Унија со своите постапки. Знаете што одговараат? Дека имаат план Б, но тој план ќе ни го кажат ден после изборите. Вели на 9 мај ќе ви кажеме, а имаме голем план, некаков мистериозен план со кој ќе ги подобрат тие договори и ќе не внесат на брза пруга во Европската Унија. Драги пријатели, тоа не може да помине кај деца од предшколска возраст. Немојте да им верувате на тие сејачи на политичка магла, бидејќи ова се најдобрите можни договори со кои го сачувавме македонското достоинство и ја ставивме државата на пат кон развиениот свет и развиена Европа. Претходно бевме изолирани, живеевме во заробена држава во која неколкумина на врвот на таа партија и една единствена фамилија ја владееше цела држава, цела македонска економија. За од сабајле до вечер не прислушкуваше, не манипулираше. Председателскиот кандидат на Движењето Знам, Максим Димитриевски, уште еднаш побара јавно соочување на сите председателски кандидати. Има чувство дека двајца од кандидатите бегаат од јавна дебата, а токму тие се фаворизирани и најзастапени во медиумите заради законски предвидениот закупен простор. Барам од мојот против кандидат Стево Пендаровски да излезе на телевизиски дуел со мене и да ги соочи своите факти и аргументи. Исто така и од Гордана Силјановска-Давковска како мој против кандидат да излезе и да ги соочи моите аргументи и со мене и со останатите против кандидати. Во спротивно ќе сметам дека истите бегаат од јавна дебата се со единствена цел што немаат што да им покажат или да им понудат на граѓаните. Во оваа држава покрај партиските членства живеат и други граѓани и имаат право да слушнат што идните председатели или идниот председател на држава планира од позицијата која што ќе ја добие од граѓаните да изреализира како председател на сите граѓани. Председателскиот кандидат на Левица, Билјана Ванковска, исто така бара дебата, се сомнева дека оние кандидати што избегнуваат соочување се плашат дека ќе се види колку се сите исти. Најавува иницирање нов устав за кој ќе бидат консултирани сите граѓани. Како председател на држава, јас би ја имала она уставна надлежност да поведам иницијатива, која вклучува од консултации, народни, значи тогаш би дошле во Виница и во Кочани да разговараме и за тоа што граѓаните им пречи во устав во кој се етничката припадност подигнува на највисоко ниво, квалитетот нечени. Стојам пред фабрика која е во руини, работничките туку што си заминаа од смена, значи работничките права, социјалните права. Имаме толку многу работи за кои треба да разговараме и мислам дека дури самиот чин на иницирање е револуционерен сам по себе. Ке ги натера сите во општеството да размислат дали нам не е убаво да го крпиме овој устав и да не го почитуваме.
Председателскиот кандидат на коалицијата Храбро за Македонија, Стефчо Јакимовски, ветува поддршка за здравствените работници. Предлага при донесот за здравство повторно да биде 13%, да не се дозволи иселување на ниту еден млад лекар или друго медицинско лице и изградба на регионална болница по НАТО стандарди. Дајте да изградиме болница по НАТО стандарди и да стане регионална НАТО болница, во кое што ќе добиеме логистика, во кое што ќе добиеме опрема, во кое што ќе добијат луѓето специализации и во кое што ќе може да се лечи комплетно безбедносниот сектор на Република Македонија и во исто време таа болница ќе внесува нови знаења и во исто време ќе носи приходи на Република Македонија. Значи, здравствениот сектор со намалување на придонесите од 13 на 7,6% буквално го уништивме и дојдовме на најниско рамниште. И во оваа ситуација, кога ни се оцелуваат и ни бегаат здравствените работници, селективната правда во политички мотивираните случаи, но и се поголемата неказнивост по измената на кривичниот законник не доведува до ситуација во која само 2% од граѓаните веруваат во правдата, рече на денешната пресконференција председателскиот кандидат од коалицијата Вреди Арбен Таравари. Додаде дека како председател ќе преземе конкретни чекори за враќање на довербата и дека приоритет на коалицијата ќе биде европеизација на правосудниот систем. Никој нема да биде над законот и никој нема да биде потиснат поради националната припадност. Влен се обврзува за создавање на привремено тело на западни експерти, главно од европските земји, кои ќе бидат интегрирани во обвинителските и судските совети на Република Македонија со 6-годишен мандат. Оваа тело ќе ја следи работата на домашните судии и обвинители, но и самите ќе придонесат како судии и обвинители. Ќе го истуркаме законот за ветинг на судии и обвинители и целосно ќе го реформираме системот за избор, унапредување, дисциплинирање и разрешување на судии и јавни обвинители.